27. јануари 2015 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Влажниот бран кој што ја зафати земјава продолжува и понатаму. Во поедини делови имаме врнежи од дожд, а некаде и врнежи од снег. Околу 20 на сантиметри е снежната покривка на Михајлово. Снег утринава паѓаше и во селата од Бошавијата, но таму снегот се топеше. Патот до Михајлово беше непрооден се до 14 часот и 30 минути, кога по барање на одморалиштето е започнато расчистување на патот. Околу 20 сантиметри снег наврна ноќеска и во утринските часови на Михајлово. Таму се формира снежна покривка, поради која патот беше непрооден. Снег паѓаше и во селата од Бошавијата, но снегот не се задржуваше и снежната покривка од 3 сантиметри за брзо се стопи. Од секторот за комунално редување при локална самоуправа Кавадарци денеска информираа дека сите патни правци кон Бошавијата и подкожувските села се проодни. Општина Кавадарци нема врнежи од снег, во горните села, во порешната општина Конопшти и во Бошавијата, има снег од 3 до 4 сантиметри. Од наша страна направен увид нови патишта и можем да кажем дека сите патишта се проводни. Сега се одвивањето на сообраќајните од тежното би действувало сепак за зимски услови, доколку возилата се опремени со зимска опрема, нема никаде опасност од да се нарушува на безбедноста. Еден непроводен пат не е патот до одморалиштето во Михајлово. Извршен е увид од наша страна, ние со наше возило, собственост на локална самоуправа, излегувме на увид, констатирано дека има врнежи снег негде околу 10 сантиметри и даден е налог на фирмата задолжена за одржување на патишта и јами да се изврши интервенција, да се изврши почистување на овој пат. Инаку што однесува од останатите патишта, сите се продни, така да може да се одвива безбедно сообраќајето. Наша екипа денеска беше во Михајлово. Таму патниот правец беше покриен со снег од околу 20 на сантиметри. Од одморалиштето Михајлово рекоа дека очекуваат да се започне со расчистување на патот, бидејќи за развој на туризмот е потребно и добро одржување на патната инфраструктура, како преку лето, така и во текот на зимата. Се движевме на кај Михајлово во 11 часот, патот не е проводен и има околу 20 см снег. Се надеваме дека надлежните служби ќе го исчистат патот, за да можеме да и примеме туристите за да уживаат во оваа снежна покривка. Од компанијата која е надлежна за зимско одржување на локалните улици и патишта јами од Кавадарци, добивме информации дека денеска не добиле налог од одговорното лице при локалната самоуправа за никаква интервенција. Утринава контактиравме со одговорниот од општината и ни беше речено дека не е потребна никаква интервенција околу снегот. Во 14 часот и 30 минути наше возило замина за Михајлово, откако добивме барање од одморалиштето да го расчистиме овој патен правец, но таа интервенција ќе биде на терет на одморалиштето, а не на општината, ни рекоа од јами. Полека се санираат штетите во селото Војшанци, откако Војшанска река се излеа од своето корито како резултат на обилните врнежи кои ја зафатија Неготинска општина. Раскопани улици, поплавени домови и покучнина, оштетена канализација, поплавени лозови насади е сликата во село Војшанци која остави невремето и обилните дождови кои минатата недела ја зафатија државата. Излевањето на Војшанска река од своето корито во неготинското село Војшанци предизвика големи штети на жителите во селото. Според кажувањата на жителите, условите за живење во неколку куќи во селото се на минимално ниво, а штетите се огромни пошто жителите биле принудени додека не обезбедат добри услови за живење да се снаоѓаат како знаат самите, така што преноќувале кај своји роднини и пријатели. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и во текот кога беше невремето и ден потоа беше присутен во селото и се запозна со состојбата на терен, така што им додели потребна помош во градежни материјали и потребна механизација за обезбедување на нормални услови на живот на жителите. Механизацијата ангажирана од локалната самоуправа, механизацијата на јавното претпријатие Комуналец и територијалната противпожарна единица Неготино, заедно со жителите од селото беше присутна на повеќе локации, бидејќи и не постоеше место каде што немаше оштетување. Освен во село Војшанци, механизација беше присутна и на Пепелишкиот мост, кој вршеше расчистување на наносите од дрвјата и смет на столбовите на мостот. Неопходната механизација која градоначалникот Апостолов ја испрати, изврши расчистување и елиминација на опасноста од оштетување, бидејќи овој мост неодамна беше реконструиран. СВР Велес во соработка со Основното јавно обвинителство Велес поднесе кривична пријава против лицето КГ 24 години поради основи за сомнение дека сторил кривично дело разбојништво над тројца сиријски државјани.
Секторот за внатрешни работи Велес во соработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против 24 годишен жител од Велес со иницијали КГ поради основено сомнение дека сторил кривично дело разбойништво над 3 сириски државјани. Имено сега пријавениот на 27 ноември минатата година околу 23 часот и 30 минути на железничката линија Гевгелија Скопје на Гевгелија Велес во Велес заедно со уште две засега непознати лица пресретнале 3 сириски државјани и им се представила како полицајци. При тоа едниот од сторителите извадил пиштол, го репетирал, им наределе да легнат на земја, пошто физички ги нападнале, удирајќи ги со раце и нозе во пределот на телото. Откако легнале на земја, на сириските државјани им одзеле вкупно 600 евра и 4 мобилни телефони, пошто сторителите се оддалечиле во непознат правец. Со стореното на странските државјани им нанале материјална штета во висина од околу 60.000 денари. Општина Велес ги продаде парцелите на кои е планирано изградба на 4 мотели покрај езерото Младост. 4 мотели ќе се градат покрај езерото Младост. Општина Велес вчера ги продаде парцелите. На електронското јавно наддавање за продажба на градежно земјиште покрај Младост учествувале 6 накупувачи. Се нудеа 7 парцели, 2 за хотели и 5 за мотели. Почетната цена за метар квадратен изнесуваше 281 денар, а секоја продадена парцела постигнала цена од 313 денари по квадрат. Од локалната самоуправа велат дека се уште не знаат кои се купувачите и какви планови имаат. Инаку, според огласот за продажба, купувачите на парцелите имаат рок од 15 дена да ги уплатат парите за земјиштето, а најмногу до 1 година да ги извадат сите потребни документи за изградба на објектите. Не можам да ви кажам во тој сегмент со што се занимаваат. Ќе почекаме сепак да видиме кои се избраните, бидејќи го немам дефинитивниот список кој што од повратно ќе дојде од агенцијата, нели, за надавање каде што се одвива сиот овој процес, да видиме кои се лицата што го добиле, ги добиле плацовите и какви се нивните планови за воиднина. Неколку пати досега се нудеа парцели за хотели и мотели покрај Младост, но немаше заинтересирани купувачи. Езерото не беше привлечно за хотелиерите поради немањето комунална инфраструктура. Поради ова, локалните власти одлучија да изградат водоводна и канализациона мрежа. Минатата година целосно заврши изградбата на цевководот кој обезбедува вода за објектите околу Младост, а во моментов завршуваат градежните работи околу канализациониот систем. Од управата за јавни приходи со подсетување до даночните обврзници дека имаат уште 5 дена за воведување на фискален апарат со GPRS уред. Сите фирми кои што вршат промет на добра и на услуги за кои плаќањето се врши во готово, а кои досега не ја отпочнале постапката за воведување на GPRS фискална каса кај некои овластени производители, имаат уште 5 дена до истекот на крајниот рок 31 јануари да ја исполнат законската обврска, информираат од управата за јавни приходи. Според последните податоци, 38.565 фискални апарати со GPRS уред успешно се регистрирани и поврзани со новиот систем на управата за јавни приходи за онлайн следење на готовинските плаќања. По истекот на рокот, даночните обврзници кои немаат воведено и не користат фискален систем на опрема со GPRS ќе се соочат со глоби кои се движат од 750 евра за физички лица, трговци поединци и 3250 евра за правните лица, како и со времена мерка забрана за вршење на дејност во објектот од 30 дена, информира од управата за јавни приходи. Првата крводарителска акција за 2015 година закажана за во четврток на 29. Минатата година Општинската организација на Црвен крст забележа рекорд во планот за крводарување со остварени 1960 единици крв или надминат план од 160%. Првата доброволна крводарителска акција за 2015 година Општинската организација на Црвен крст Кавадарци ја закажа за во четврток на 29 јануари.
Традиционално доброволното дарување започнува од локалната самоуправа. Имено акцијата ќе се реализира во големата собраниска сала во периодот од 9 до 15 часот, а намената е за граѓанството. Од Кавадаречкиот Црвен крст велат дека покрај општинарите слободно и доброволно крв ќе може да даруваат сите заинтересирани и хумани граѓани. Можност за хуманост ќе имаат пред се граѓаните кои ги исполнуваат условите, односно правилата за дарување потенцираат од таму. Право на дарување и годинава ќе имаат само оние граѓани со одлична здравствена слика, полнолетните и пред се сите, кои психички се подготвени да даруваат од својата крв. Првата акција годинава ќе ја реализира повторно екипа на Институтот за трансфузиона медицина Скопје, а очекувањата на општинската организација на Црвен крст Кавадарци се големи. Од таму секретарот Рози Илова потенцира дека согледувајќи ги резултатите од 2014-та, по ништо не би требало да се разликува и стартот од 2015-та. Илова информира дека изминатата година за Кавадаречкиот Црвен крст завршила со рекорд 1960 дарувани единици крв, најмногу до сега или процентуално со надминување од 160% во предвидениот годишен план. Годинава според планот Црвениот крст предвидува и очекува 1194 дарувани единици крв, а секретарот без двоумење очекува исполнување на овој план. Од Црвен крст денеска, поканувајќи ги сите крводарители на акција во четврток, уште еднаш упатија голема благодарност за сите кои во изминатата година со дарување на крв им помогнаа на болните и ранетите. Ке се реконструира најзначајниот и најважниот културен споменик во Неготино, Саат кулата. Обезбедени се средства за нејзина конзервација. Министерството за култура на Република Македонија изминатиот период ја објави годишната програма за финансирање на проекти од национален интерес за 2015 година. Во рамки на оваа програма е содржан и проектот за конзервација и реконструкција на Саат кулата во Неготино, која општина Неготино го има аплицирано на претходно објавениот конкурс од страна на Министерството. Според податоците, општина Неготино веќе располага со стручен конзерваторски проект, односно одржување, чување и заштита од пропаѓање на овој споменик на културата. По претходно доставено барање од општината, овој проект е изготвен од надлежна институција, Национален конзерваторски центар од Скопје. Во оваа насока општина Неготино до Американската амбасада аплицираше со проект за комплетно внатрешно и надворешно опремување на Саат кулата, како и уредување на околниот простор со поставување на урбана опрема и сувенирници. Инаку Саат кулата е еден од најважните и најзначајните споменици на културата во град Неготино и датира од периодот на турското владење. Според сочуваните надписи во каменот вградени над влезот во кулата, дознаваме дека е изградена во 1810 година од страна на турски големец Абдул Захир Ага, кога паралелно се изградени и џамија и затворен пазар со 15 дуќани. Во почетокот таа имала одбранбена улога, а подоцна со запоседнувањето на турското население на овој простор, таа служела како саатпа и оттаму го добила името Саат кула. Саат кулата во целост била сочувана се до 1995 година, кога во пожар е уништена дрвената конструкција. Поради приспособување на теренските услови, секоја од 6 страни е со различни димензии, а зачувана е висината само на камената ѕидарија. Архитектурата на Саат кулата била особена со својата еднаквост и елегантност. Правилно употребените локални материјали при градењето ја сврзувале со околниот пејсаж. На времето кога оваа кула се надвишувала над еднокатните градби со пространи дворови, потонати во зеленило сигурно представувала нагласена доминанта во градската силуета. Според некои податоци, кратци од Кавадарци биле виновници што неготинската Саат кула останала без звоното, со кое населението од овој крај се информирало за точното време. Во неделата на изборното собрание на Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци за нов председател на друштвото беше избрана Ива Јосифова. Ликовниот уметник Ива Јосифова од Кавадарци е новиот председател на Друштвото на ликовните уметници од Кавадарци. Изборното собрание се одржа во неделата на 25 јануари, кога и официјално по успешното председателствување на ликовниот уметник Ристе Соколов, Ива Јосифова ја доби довербата на кавадаречките уметници. Воедно беа избрани и новите членови на Советот на Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци, и тоа Кирил Мукаетов, Марија
Дичова, Иван Ковацалиев, Симона Манчева, Ристо Јосифов, Горан Боев и Димитар Самарджиев. Инаку Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци на македонската ликовна сцена е речиси 4 децении и е едно од најстарите друштва на ликовни уметници во Македонија. Дел од основачите на друштвото и денес се активни и признати ликовни уметници во Македонија и пошироко кои ја продолжуваат благородната мисија на основачите на македонската современа уметност, кои потекнуваат од Кавадарци, како што се Петар Масев, Глигор Чемерски, Симон Шемов, Ана Темкова, а потоа Глигор Стефанов, Елпида Хаџивасилева, Игор Јосифов и други. Иако Јосифова е добро позната на кавадаричката културна јавност, таа е член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, наскоро по дипломирањето на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, одсек сликарство и рачно правена хартија. Зад себе има десетина самостојни изложби, учесник е на бројни меѓународни ликовни колонии и на групни изложби во Хрватска, Бугарија, Србија, Словенија, Франција и Германија. Учесник е на значени проекти за рачно и правена хартија во Венеција и Бари, Италија, со што е закитена со бројни награди и признанија за незиниот посебен придонес во афирмацијата на градот, Кавадарци и Републиката во меѓународни рамки. Затоа кои се незините плански активности за наредниот период на друштвото ексклузивно за КТВ изјави. Како нов председател на Друштвото на ликовни уметници, мојата идеја е пред се друштвото да се промовира во Македонија и да може да се излезе надвор од границите на Македонија. Затоа што ова е едно од постарите друштва на ликовни уметници со многу издржани имења, многу добри автори кои што се излезени и запишани веќе во историјата на уметноста. Чест е да имаш оваа функција. Веќе програмата за 2015 е излезена, каде што оваа година ќе има активности со две изложби. Едната е крајната изложба на друштвото, која што е традиционална и секоја година се одржува на крајот на годината декември, предновогодишна. А втората изложба доби млад автор, Трајче Јованов, кој што негова прва самостојна изложба ќе биде, што ќе се организира. Но во текот на 2015 година, со тек на време ќе се прави програмата, новата програма веќе, на кој начин и како ќе функционира Друштвото на ликовни уметници, кој што ќе биде за 2016. Ќе се прават договори со многу здруженија, ќе се прават договори исто со галерии и се во цел на промоција на сите автори кои што се во Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци. Утре во Матица ексклузив во Скопје со почеток во 18 часот ќе биде отворена самостојната изложба на ликовниот уметник од Кавадарци Владимир Темков. Напоредно со изложбата во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе на ликовниот уметник Владимир Темков утре вечер со почеток во 18 часот во Матица ексклузив во Скопје ќе се случи отворање на уште една самостојна изложба од богатиот творечки опус со кој минатата година овој плоден автор одбележа 30 години творечка дејност на полето на ликовната уметност пред скопската културна јавност се представува со 30 дела абстрактна експресија на кои најчеста тематика се житни полиња, трски, топки и птици. На утрешното отворање на изложбата за уметноста на Владимир Темков ќе говорат Велес Милевски, председател на Друштвото на писателите на Македонија и истакнатиот македонски поет Евтим Клетников. По успешната 2014 година, оваа година конечно кавадаречката рок гордост Smoke Shakers ќе го објави својот деби албум. По неверојатно успешната 2014 година во која се сместија во почесното друштво на Кирил Џајковски и Супер Хекс како трети македонски представници кои како ревијални звезди настапиле на престижниот Јелен Демофест, ја делеа бината во Бања Лука со големите Хладно пиво и Гуано Апес, а настапија и на славната гитаријада во Зајчар, кавадаречките и македонски рок гордости инди рок составот Smoke Shakers по 6 години напорна работа
работа, конечно годинава ќе го објави својот деби албум. На албумот, кој се уште нема име, а се очекува официјално да биде промовиран во текот на месец март, ќе се најдат 9 песни, меѓу кои веќе познатите хитови. Покрај нив на албумот ќе има место и за познатите кои беа промовирани во Бања Лука, но и за уште 2 нови досега необјавени песни. Песните кои го носат препознатливиот за Шејкерси идни рок звук, а во чие создавање учествуваат сите членови на бендот, се снима во студиото Мери Пата. За продукцијата на истите е задолжен Ивица Јанкуловски. На крајот вестите и прогноза за времето. Времето утре ќе биде облачно со слаби врнежи, претежно од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а максималната дневна температура ќе достигне до 5 степен. Со прогнозата за времето го завршуваме ова издание на вестите. Имајте убави моменти со нашата програма.